Гледате Еден на еден, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. Имаше едно време многу настапувавте студенка, стварно, нека настап за настап, едно лето колку највеќе да речеме, сигурно 15 настапи минимум. Знаело да има и у Охрид порано, знаело да има у еден клуб да настапуваш по 2 пати у неделата. Супер. А имало неколку клубови, имало многу, ама тоа сме биле без бенд и онака смиделе. Веќе не можам да се замислам така да настапам, види се, имало многу. Преска зборевме ти со Панчо, со Андреј не сте шајки, не знам колкави, него едноставно си имате супер коректен однос као колеги и сето тоа. Тама работа. И сега како со некој, да речеме таков со кој што не си без френд, толку време да поминуваш, што правите за да ви биде интересно крај крајот? Порано и сме патувале заедно на настапи и нормално ќе ме собере он или ќе соберам ја, па смиделе двајца со диџеј. И едноставно имаме ние одличен коректен однос меѓу нас. Значи ние сме блиски, не е дека не сме блиски, него не се дружиме. Јас сега да му се јавам, ми се дупнала гума, дој земеме и он мене. Уствари ја не знам дали би отишол, он ќе дојде ќе ме земе. Да бидам реален. Многу пати имало, ќе сум магли имало, па не можам да слетам тука и него му се јавам, дој земеме од Охрид и он доаѓа и ме зема, пусти, он е многу добар. Добар човек, ама не кликаме заедно, си имаме различни мислења и нема зашо ни да се дружиме, што да немаме муабет, што да седам да правам муабет. Така. Идеме често кога патуваме, као он цело време кјуте, ја цело време брблјам и дали треба да се расправам, дали не ми се свијало тоа што ми го дале собата, не ми се свијала по. Не барам ја нешто ексклузивно, него барам да е нормално, чисто и коректно, пошто јас сум нели носам артисти од страна. Така да. И знам како јас со нив се понашам, така сакам исто да се понашаат со мене. Андреј е полепче. Не би се поволил, пример, ако е нешто минимално лошо. Види, ја го учам, он си цело време си прекјута и за тоа ме нервира. Као, знаеш, не може да ќе му викам брат, не може да не кем да спиеме у иста соба. Му викам хрчиш, не можам да спијам. А он стварно многу хрчи. Не можам. И често па он што е добар вика за да не те будам, он ки искочи у 7-8 соба или шета, не знам, ни Швајцарија, ни Италија негде. Он има многу сага да шета, ја па тие моменти ги користам мирно да спијам. Знаеш, така да не дека не кеш да шеташ у друг град, имаш и енергија, нели? Тама работа. Адреналин, сакаш да видиш нешто ново. Ама има неретко, неретко, него често се дешаваат ситуации кај што сакам пранк, мене ми е тоа омилена работа во животот да местам. Значи и мене да ме местат и ја нив, ама тоа ми е експресијата на нивните лица и погледи у моментот ми се битни, знаеш, не што сум го наместил. Така значи ако наместиш некој и не го видиш у фаца кога ќе се случи моментов, не ми е толку драго, ама сепак како завршило е што го местиш пример Андреј? Андреј има многу работи, има ќе кажам две на кратко. Он прв пат летаме за Италија, тоа уште моравме да имаме Шенген визи важа и ние извадивме. Наредната недела бевме за Швајцарија. Прв пат летаме со авион и он седи напред и он и да едно винце, ја му викам брат гратис винца, он фукање 3-4 на почетокот, 5-6 евра, знаеш, а он тргнал, тогаш беше 2010, он тргнал со 50 евра у него, парите му отишле. Он не знае уште, он си љушти, као он мисли дека стюардесава, да, он мисли, све гратис, нема. И он ми вика, често мокри, знае на настапи, например, почиња песна, ја почињам, најавам и него го нема, делот него го нема. Се десило 2-3 пати, ми вика не можам, морам да идам. И сега ја анимирам публика за да моча. Што да се снајдеш додека? Не можеш си измочи гаки, што да прави човек. Немаш, и знаеш, мало мочка не држи викат, али мало, ама досадно. Така. Да, досадно. Небитно. И авионот? У авионот и ми вика кај вецето и ја као да а ние седиме напред и му викам право. Он влага у кокпит влага. У кокпит, директно. Не зезе. Он влага, значи он го дере тоа и Мистер, трчаат, знаеш, стюардеси, а он отвара, као искача, тој се врти, знаеш. А вецето тука му е, знаеш. Пред кокпитот. Да, и таков. Тоа е една и има уште милион дешавки, а уште една интересна у Швајцарија спиеме и он упорно, као ме прашува како се вика ово, ја упорно му го кажувам различно името, цел живот, он ме вика, ти се вика Жаре, ја му викам Петко и он те вика Петко. И упорно цел живот не сваќа дека ја никош нема точно да му кажам. Точно тоа име да го даеш. Он ме прашува која соба бевме, ја искачам надвор, 215, до нас 216. Му викам 216. И ја слушам, он чука. Ајде бе, отвори. Чука, јас се смеам со. А ти од друго? И он конта.
Му искача друг човек таму, го Да, гледа, овој вика извини, влага одма влага 215, знае дека сме веќе тука и он влага и он не ме кара мене, него сам себе си се кара. Глуп, Зашо му да. зашо му кара, зашо ова да сум.